Организирани преку социјалните мрежи, со заштитни маски и пароли за чист воздух, денеска група жители на Скопје протестираа пред седиштето на владата. Ситуацијата е алармантна и поскитно треба да се превземат сериозни мерки. Јас лично сметам дека од колите доаѓа неголемото загадување и треба во тие шпицови кога е алармантна состојбата да се забрани возење на коли. Ons jam këtu protestoj për ajër. Јас денеска сум тука за да протестирам за чист воздух. Нема воздух, не можеме да дишаме. Дишам отров, токсини, пластики, хемикали и се најлошо што постои. Само чист воздух нема. Не може да дозволат увоз на возила над 20 години стари. Се сите ги фрлаат возилата, ајде ќе дојдат во Македонија. Меѓу демонстрантите беше и председателот на детската амбасада Меѓаши, кој вели дека стои зад секоја иницијатива за чист воздух и здрава животна средина за децата. Се бојкотира наставата да се организираат масовни протести, поддржуваме граѓанска непослушност, блокирање на патишта, се со цел да се подобри состојбата и брзо да се донесе прагот, да се намали, да биде максимум 75 пм и алармот да звони 2 дена последователни. После 2 дена последователни, доколку се случи аерозагадувањето да не се намали на под 75, сметам дека по автоматизам треба да се прогласува вонредна состојба. Неколку дена на социјалните мрежи кружи барање од родителите да се бојкотира наставата во училиштата поради загадениот воздух, почнувајќи од 20 декември. Но образовните власти, иако велат дека со внимание се состојбата со загадениот воздух, сепак не препорачуваат прекин на наставата на своја рака без одлука од институциите. Не исклучуваат доколку одново дојде до високи концентрации на штетни гасови во воздухот, наставата привремено да прекине или пак зимскиот распуст да почне порано.